Почитувани, добар ден. Време е за најновото издание на Црвена линија. Последните трагични случаи во Батинци и Прилеп, каде што оружјето беше клучен фактор за смртните исходи, повторно го отвараат прашањето колку е опасна лесната достапност до оружје. Дали оружјето е главна причина за ваквите трагедии или има и други фактори? Колку оружје има во Македонија? Според последните податоци, во Македонија има околу 170.000 легално регистрирани парчиња огнено оружје, главно ловечки пушки и пиштоли. А нерегистрираното нелегално оружје се проценува дека во земјава го има над 450.000 парчиња. Ова значи дека дури 3/4 од оружјето се надвор од контрола на институциите. Вкупно околу 620.000 парчиња оружје, легално и нелегално, што Македонија става меѓу европските земји со најмногу оружје по глава на жител. Во голем дел од случаите на убиства и самоубиства во Македонија користено е огнено оружје, најчесто нелегално. Што треба да се превземе за намалување на употреба на огнено оружје? Доброволно предавање и амнестии во нови организирани акции за доброволно предавање на оружјето без кривична одговорност или пак јавни кампањи за информирање и мотивирање на граѓаните. Може би построги контроли со засилени полициски акции, особено во ризични подрачја, и ригорозни казни за поседување и трговија со нелегално оружје. Законски измени и заострување на условите за добивање дозвола за оружје. Подобра евиденција и контрола на легалното оружје и едукација со постојани едукативни кампањи за опасностите од оружјето и последиците од неговата злоупотреба. Темата денеска во Црвена линија е дали лесната достапност до оружје е главна причина за трагични настани. Кога сме кај прашањата, има уште едно прашање кое што секој од вас може да го одговори, поточно да учествувате во денешната анкета на Црвена линија. За тоа треба да не заследите на Инстаграм, профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. По заследувањето веднаш кликнете на Инстаграм стори, а таму ве прашуваме каква мерка треба да превземе државата за намалување на оружјето во цивилни раце. Како што гледате, имате 3 опции за одговор, 3 полиња на кои што можете да кликнете. Под А – едукација, Б – ригорозни казни или пак под В – откуп и награди за предадено оружје. Така да, кој е вашиот одговор, кликнете на полето, секако Црвена линија, некаде кон крајот, поточно по рекламите, ќе ги сумираме резултатите, секогаш пресметани во проценти и ќе ги соопштиме за гледачите на Црвена линија. За учество во Црвена линија, секако за секој оној кој што може би за прв пат ќе посака да се вклучи, а верувам ќе ви има такви, 023070005, тоа е телефонскиот број на Црвена линија и како што впрочем секогаш почнуваме со напомена врзана за техничкиот дел, тоа е да веднаш од кога ќе ве превземе режијата, задолжително намалете го тонот на ТВ приемник. Тоа значи дека веднаш ќе можеме добро да се слушнеме и ќе немате впечаток дека некој друг зборува наместо вас и дека не сте вклучени во програма, а всушност веќе сите внимателно ве следиме. Па ако сте подготвени вие, секако и ние како Црвена линија сме подготвени. Па да почнеме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Најпрво поздрав секој пат позитивната водителка. Благодарам многу. Секој пат изгледате прекрасно. Благодарам многу. За сега за темата. Сакам да кажам дека треба, мора више, да се предаде оружјето, ова што е легално и тоа, да се дојде до закон. Или законот да се накачи, како да кажем, или тоа. Да има регуларни мерки со накачување на затворски казни или глоба. Значи, граѓаните се секој незаштитени. А да не правиме муабет и за двете нешта.
Еве покрај поседувањето нелегално оружје, дали согледувате и други фактори кои што се причина за вакви трагични настани? Фактори, мислам дека факторите се минималните казни што ги даваат на суд. Значи за сгазен, за прегазен или за накубиство и тоа 2-3 години. Значи јас мислам дека причината е намалените казни. Значи да има ригорозни казни на 10 години за животни и сето тоа, значи мислам дека мачи ќе се трети. А додека тоа овде мали казни, тоа за тоа. Само казните да се накажат. И сега кој е прашање до вас како граѓанин, се чувствувате ли безбедно? Не. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Една напомена, секако тајмер имаме од 90 секунди за едно секое вклучување, односно едно јавување. Денеска тајмерот не работи, но верувам дека од режија ќе имаат во предвид да пресметаат, бидејќи правилото на Црвена линија е 90 секунди за едно вклучување. За многумина гледачи најчесто тоа било и премалку, но еве да укажам особено за оние кои што можеби од најодамна не следат. 90 секунди се предвидени од проста причина што време траењето на едно издание на Црвена линија, онако колку што е, навистина сакаме да слушнеме што е можно повеќе различни ставови, различни согледувања, мислења, што значи да вклучуваме повеќе гледачи. Но тоа не значи дека не можете да добиете нови 90 секунди со оглед на тоа што е секогаш дозволено и добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број. Благодарам уште еднаш за гледачот, за споделеното. Тоа е всушност и првото вклучување во денешното издание на Црвена линија. А ние денес прашуваме дали сме доволно безбедни во сопствената земја и колку всушност еве според вас еве дали е само поседувањето на нелегално оружје причина за вакви трагични исходи или можеби гледате и други фактори како причинители за вакви трагедии. Добар ден. Добар ден. Господине Роме, ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам што се видовме. Вака Тина, јас бев благајник, јас имав оружје, ама службено. Ја не ги имав за убивање на луѓе, за да штитам благајната. А сега користат оружја за да убиват луѓе. Ево тие што се убија, може земјана да е поважна од човекот? Дали е поважна земјата од животот на човекот? Кажи ми истина. Што се убие сега овие за земјиштето? Според вас, еве, дали причината е тоа што има поседување, можност за поседување на илегално оружје во домовите? Има што поседуваат нелегално оружје. И тоа е лошо. И на лошо е тоа. Каква мерка тогаш според вас треба да преземе државата за намалување на оружјето во цивилни рати? Тина треба државата да има раководство добро и да имат да се бават тие што имаат нелегално оружје. И право затвор. Како во време на Југославија, право голи оток. Така беше тогаш. Јас сум во години. И тоа треба да имаш. Оружјето не е за убивање на луѓе. Животот не можеш да му земиш на човека. Ти ниси му дал, не можеш да му земиш. Мајката што го родила, таа е мајка. А не ти да што убиваш луѓе. Благодарам многу, господине Рома, за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Секако останете со нас и продолжете да не следите и понатаму. Секако ќе ве префрлам онаму каде што и како можете да земете активно учество, дури и пред, но и по завршувањето на Црвена линија. Социјалните медиуми, тоа е просторот каде што Црвена линија има свој профил, значи треба да се заследи нашиот профил, но ќе потсетам паралелно темите Црвена линија ги објавува и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Пишувајте коментари, веќе пристигаат коментари, така да и тие ќе бидат составен дел од ова денешно издание на Црвена линија, што значи ќе ги читаме меѓу вклучувањето на гледачите во живо. Па ајде да продолжиме со вас и секако да слушнеме од вас
Еве, според вас, каде ги гледате причините? Дали пред се поради огромното количество на поседување на нерегистрирано, односно нелегално оружје во цивилни раце? Дали гледате за ваквите трагични настани? Секако секојдневно се соочуваме со вакви трагични настани. Дали е тоа можеби причинител и некои други фактори? И каква мирка според вас треба да преземе државата за намалување на оружјето во цивилни раце? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте, ве слушаме. Значи вака, после конфликтот од 2001 година, многу оружје остана помеѓу двете страни што војува, така да требаше Министерството за внатрешни работи да преземе уште тогаш мерки, значи да се проверат сите тие кои што учествувале во тој конфликт и да им се провери дома што поседуваат. Сега луѓето го покажуваат оружјето кога се покажат со автоматски пушки, со бомби, ете како што беше во Прилеп случај, овде човекот фрлил бомба, кај е нашол бомбата? Значи, многу такво подрачје сме ние, каде што овој народ овде вака е на некој начин е избезумен. Што од политика, што од во практика полицијата не применува случај, например, за да поседуваш оружје, треба да си проба нормален. А ако сакаш да дозвола да добиеш за оружје, треба да наведеш зошто ти е тоа оружје. Например, оружје може да носи само службено лице кое што обавува должност во каде што е во прашање сигурност на објекти или лица или други работи. Не може секој да носи оружје. По капиќи си носат пиштоли, гледам ја од кошулата си носи пиштол, дали е полицаец или следник или инспектор, што е, не знам, али треба полицијата многу да работи на оваа работа. Ова е страшна ситуација. Ние сме Балкан. Благодарам многу за споделеното и за учеството во Црвена линија. Не го менувајте каналот, останете со нас. Секако доправа ќе следуваат и нови вклучувања. Тоа значи и нови одговори на нашите прашања за денес. Продолжуваме со вас да слушнеме какви одговори ќе добиеме повторно на 02-307-0005. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам малку погласно. Нема проблем. Ете, веќе е подобро, еве и компјутерот е добар, така да ја прашуваме дали лесната достапност до оружје е главна причина за трагични настани. Според мене не. Според мене главна причина за овие настани е неработење на институција, бидејќи се согласувам во целост со изјавата на докторот Стојан Барјак-Тарев. Ова не се случува одеднаш, човек не посегнува туку така наеднаш по оружје. Мислам дека ова е резултат на неработење на многу служби, на немање на систем и на ерозија на етика и морал кај граѓаните. Што да превземеме? Прво и основно од најрана возраст децата да се учат како да се справат со стрес, но и да се учат дека постојат не се сами во универзумот, него се само дел од него и дека сите ние подлежиме на одредени правила, на одреден ред. Мислам дека тоа е решението. Убаво е да има и акции за превземање на оружјето, но мислам дека тоа нема да го реши проблемот. Неработењето на системот, заташкување на социјални недоразбирања, асоцијални семејства, нарушени меѓучовечки односи е повеќе од колку достапноста на оружје. Да сметате дека какви мерки треба да преземе државата за намалување на оружјето во цивилни раце? Се сложувам дека треба да има акции за амнестија на тие што ќе предадат нелегално оружје, но мислам дека нашата полиција е најслабата карика во системот. Жалам, но јас која сметам дека на никој не сум се замерила. Големо благодарам за вклучувањето. Вие секако сте наша редовна гледачка и еве правилото ќе го повториме. 90 секунди, веќе можеме и тајмерот да го гледаме. И доколку сакате да се натополните, секако ќе ни биде драго уште еднаш да ве слушнеме. Благодарам уште еднаш за одговорите и за учеството. Пишувајте и коментари, ве потсетувам. Се што ви треба е профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook.
Секако да се држиме и до пристојноста, да не изумаме тоа, дури и кога пишуваме коментари, да бидеме пристојни во употребата на зборовите без разлика колку сме изиритирани и гневни. Бидејќи секако Црвена линија е емисија наменета за целата публика, а ние и како држиме до културата и нивото на секое едно издание. Може да се поентира, да се каже ставот, без да се користат погрдни, вулгарни зборови, секако говор на омраза и насилство. Добар ден! Бог на помош Македонија. Еве, господине Тале, што ќе кажете со оглед на тоа што вие се јавувате од Прилеп? Градот каде што се случи оваа голема трагедија. Жалам за овој настан, за овој случај. Бог да ги прости таткото и детето, а за другиот човек нивен убез немам зборови. Пред се јас сакам да кажам дека вината ке сите нас. Не некој да каже вином на полиција, виновен овој, виновен оној. Каква средина, каков менталитет, какво однесување креираме, сите сме криви, виновни, одговорни. Кога се случи она во Кочани со децата, јас реков, дали ќе ни биде за полука тоа? Нема шанс. Пред некој ден читав еден фейсбук текст, вика празни цркви, полни ноќни клубови. Полупразни цркви, полни коткарници, кладилници. Сега, што се јале, тош не еле. Јас сум сигурен дека секој православен христијанин, ако се однесува и поучува како православен христијанин, а овој човек сигурно бил, ама онака, нели, формално, дека никогаш православен христијанин од дете носен на богослужби, поучуван во верата наша Христова, ако му се пример Господ Исус Христос, Богородица, светителите, рака нема да крени на никого, па камоли на дете, на внуче свое. То безбожие кој се шири 80 години. Благодарам многу за учеството и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Еве, дали според вас лесната достапност до оружје е главна причина за трагични настани или според вас има и други фактори? Добар ден. Да. Добар ден. Игор питала ти Голем поздрав, тоа Игор, до на вас. Филма телевизија. Благодарам многу. Јас ќе посетам, сакам да апелирам за еден настан што се случува за Нова година. Па тоа пиротехнички средства не може толку да пукат толку и децата со тие петардите, со петардите е забрането да продават. Па многу пукање за Нова година во главата ми пукне со седели за 1 метар, во главата ми пукне. А еве, во однос на трагичните настани, дали причината гледате во поседувањето само на нелегално оружје и лесната пристапност до него или има и други фактори според вас? Достапност лесното оружје, за пукац, може некој да насава, ќе се шета. Јас, например, се шетам ноќе, може некој да пукне, да ми е страв да шетам, а ноќе, например, корзото работи го питала, си шедат луѓето, си барат, си шедат, се поздравуваат, се роднини. Еве, сега ми даде роднини од Нјукасл. Еве, кажете ми според вас, каква мерка треба да превземе државата за намалување на оружјето во цивилни раце? Дали тоа е едукација, ригорозни казни или откупи и награди за предадено оружје? Не, јас мислам строго забрането. Значи ригорозни казни. Строго забрането, да. Така, благодарам многу, Игор, за споделеното и секако за учеството во Црвена линија. Продолжате да не гледате. Одеме и со читање и споделување со вас и на првите коментари. Поточно, уште еднаш ке ве подсетам, бидете активни на Facebook. Секако тоа е простор, ако не успеете да не добиете во живо, секако и тука можете да дадете одговор на денешното прашање. А тоа дали лесната достапност до оружје е главна причина за трагични настани. Ке започнеме со она што го напиша госпоѓа Цветанка Стојановска. Искрено сочувство до семејството Чупарковски. Жално, прежално. Како сограѓанка потресена сум од тоа што не се случи во Прилеп. Покрај вашите наведени аргументи како причина за трагични настани, убиства, сигурна сум дека главна причина е и психичката состојба на сторителот.
Благодарам многу госпоѓа Цветанка за учеството и споделеното преку коментар. Пишувајте, ве подсетувам, коментари и учествувајте на денешната Инстаграм анкета. А ние продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Здраво. Здраво. Ве слушаме. Гледам на сликава Ран Зеленчук на таа тезгата стајаната му. Ајде да покажеме сликата и да видите како изгледа всушност денеска графиката. Видов. Интересна слика, баш така убедлива. Знаеш што, ние не сме Америка, господја. У Америка се доаѓа лесно до оружје. Ние сме Македонија, ефтината сме 50-та држава, некој дел од 50-те држави. Може би да доаѓаме лесно до оружје. Еве, јас за мене да кажам, јас немам шанси да дојдам до оружје, а да не го верам постојано ако пробам да дојдам до оружје. Значи јас, еве сега да отидаме, како што зборат, Бит пазар, ваму, таму, Турска чаршија, преку овој, преку оној, и пробаш да купиш оружје. Еве, наједноставно до пиштол некој така, што некој помал калибар, одма ќе го верам постојано ти ќе ме собере полиција. У продавница пак нема да можам да купам, бидејќи не ме влече. Тоа е за луѓе кои уважаваат оружје. И како што имам чуено према овој прилеп што беше направ делото, тој бил војната 2001 и од тога собрал оружје, накалапил дома и од тоа оружје направи беља. Енаку, тој што обожава оружје, тој има нежна душа, плашлива. Страф му е. Благодарам многу за одговорите и за учеството во Црвена линија. Останете со нас. А ние продолжуваме понатаму и подсетуваме, прашуваме дали сметате дека лесната достапност до оружје е главна причина за трагичните настани. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата, поздрав до водителката на емисијата. Благодарам многу. Видете, јас би тргнал од една научна основа. Значи, науката за криминологија кажува дека во еден неорганизиран систем, во една држава која се соочува со сиромаштво се појавуваат асоцијални појави. Тоа се наркоманијата, хомосексуализмот, трговија со дрога, трговија со белоробје и убиства. Значи, од криминолошки аспект, во еден неорганизиран систем, како што е во нашиот систем, се разбира од распадот на Југославија, кај што ги немаше овие појави, затоа што тоа беше еден организиран систем, и кај што не владееше сиромаштија, самата наука за криминологија го кажува тоа. Јас сум дипломиран правник во пензија, го студирав тоа, значи учев криминологија и ви кажувам дека овие појави се асоцијални појави, кои ги третира и науката за криминологија. Од криминолошки аспект, овие се се асоцијални појави, кои се јавуваат како резултат на неорганизиран систем, непостапувањето и Така, ќе подсетам, правилото е 90 секунди за едно вклучување. Добре дојдени сте повторно да се вклучите секако во ова издание на Црвена линија и големо благодарам уште еднаш за споделеното со гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Да, повелете. Е, вака. Оружјето. Скроз да се укини приватно, да се луѓето снабдуваат со оружје. Пример, ловџите ќе си имаат пушката, например, кога е дозволено лов, сабота и недела, иде тамо на одредено место државата кај што ги чува пушките, иде тамо, зема пушката, оди на лов и ќе се врати пак назад. Како што сме биле во војска, пушката на занимање е носиш, кој ќе се вратиш од занимање, е даваш тамо во магазинот, кај што се чува стражар, кај што ги чува. Така и ловџиските. А пиштоли, бомби, тоа да се укине немилосрдно. Не сме да има оружје. Затоа што и паметен човек може да мрдни со мозокот, да излезе од колосек па да направи бела. Камо ли некој шлакнат со оружје, што да Внимавајте на употребата на зборови, ве молам. Па овие зборови се
што се применуваат, ги кажувам да ги применуваат, тие што ги применувале, кажувам што се случува. И затоа викам државава ако сака да стави ред, може. Ја би ставил, реков, и за овие што се ловджите на лов, кој ќе заврши ловот него, пушката да врати тамо да стои. Пак кој ќе оди на лов, ќе ја земи. Никако дома оружје. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. Дали лесната достапност до оружје е главната причина за трагични настани или можеби се и други фактори? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, на Црвена линија сте, повелете. Прво, достапноста е многу голема, може секој да земе оружје, што се вика со два збора ќе најде врски и слично и ќе дојде до оружје. Видите, овде кај го прашање менталитетот на оној што ќе го земе оружјето, дали е зрел да поседува оружје. Видите, моје размислување, секој еден кој што ќе земе оружје, треба најмалце 10 до 15 дена да иде на обука, како да се употреби, кога може да се употреби, зашто е наменето тоа оружје и дали може да го носи надвор од дома, само дома да биде. Значи, во тој случај тај. И последното, што да не ми измине времето, оружјето, шо се наполни 60 години старост, сенилноста е тука, заборавањето тука, оружјето, што се вели со еден збор, да му се одземе, или да го државата да го прибере и, што се вика, по имателот да веќе не може да поседува оружје. Имам јас оружје, го нудам без пари, ама некој кој е со дозвола, би му го дал поклон. Меѓутоа никој не се јавува, да кажам најискрено. Не ми треба и кога сум го зел, сега го размислувам зашто ми е. Не ми ни требало да го имам, да го поседувам. Затоа ми чини дека сите што го имаат тоа оружје, погрешно го имаат, а во даден момент ќе направат само некаква катастрофа, од која назад нема. Овој случај што е нека и почиваат во мир. Благодарам многу за вклучувањето. И малку ќе ве навратиме назад, сега кога ќе ве подсетам за да бидете брзо, целосно и квалитетно информирани, секогаш кликајте на telma.com.mk. Па така, ако кликнете и го побарате овој наслов, секако ќе ве посетиме од случувањата на почетокот на оваа година, каде што 15-то годишник возел автомобил во кој татко му чувал мини арсенал од оружје. Односно, 15-годишниот малолетник се возел во автомобилот на својот татко низ Скопје, кога бил запрен од полициските службеници. Во возилото бил најден мини арсенал оружје, кој повеќето неговиот татко ги поседувал без дозвола. Во Црвена линија денеска ве прашуваме дали лесната достапност до оружје и секако поседувањето на нелегално оружје за цивилна употреба се главните фактори за овие трагични настани на кои што секојдневно сме сведоци, или може би гледате и други фактори. Добар ден. Добар ден, Тина, ще еднаш. Ајде, Бог на помош. Повелете, ве слушам. Дека, еве, значи ова сега ти што го читаш, не дека нема лоши деца, има лоши родители, така. Како може би родител во автомобил да носи толка арсенал на оружје, детето негово, со негов коле? То дете утре може да земе нешто и да пука во други течења своји. Ама тоа е безбожни родители, безбожен дел народ, креира систем хаотичен, бездушен систем на бездушни луѓе, себични, користолюбиви, злонамерни, осветолюбиви. А замисли, вчера во Охрид, дечиња ангелчиња, кога се сиротони са новиот владика отец Ѓорги, како пеја и присутни беа на цела литургија, го пеја молитви за Мајката Божја, за Господ Исус Христос. Господине Тале, да ве прашам, еве според вас, каква мерка треба да превземе државата за намалување на оружјето во цивилни рат? За ова работа, сега слушнав вани во Србија е воведена мерка, воспитна, веронаука од прво оделение до средно, до матура. Обврзна веронаука, поучување, воспитување, образ да имаме Господов. Тоа е образование. Да имаме Господов образ. И моето оружје, кој е моето оружје? И нас како православни, крстот Господов, молитвата, иконата, тие се нашето оружје.
Благодарам за повторното јавување. Одиме повторно на Facebook и секако ќе продолжиме со читање на коментарите кои што воедно се одговори на она што ве прашуваме денес. А тоа е дали лесната достапност до оружје е главна причина за трагични настани. Петар Бачов еве што напиша: што се нуди на народот од најмали години? Агресивни видеоигри за најмали деца во која се улога на убијци, агресивни филмови каде има терор, убиства. Тале убаво рече дали и колку сме православни христијани. Ајде наместо агресивни видеоигри, децата поучувајте ги со православни христијански цртани и играни филмови. Ангелина Димитровска Јанчева напиша: па нормално, ако нема оружје, нема ни убиства. Продолжете, пишувајте, ќе читаме и понатаму одговори преку коментари. Добар ден. Да, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до тебе, Тина, и до телевизија 24. Благодарам многу. Ви се јавува е областен службен работник во пензија. Добро. Законот за поседување, набавување и носење на оружје припаѓа во Министерството за внатрешни работи. Искам да ви кажам, оружјето се набавува без никакви проверки, лицето кое што треба да има да носи и поседува оружје. Тука е големата кривица во Министерството за внатрешни работи. Јас во времето имам преку 100 такви прибрани податоци за да некој добие оружје или не добие оружје. Затоа јас го замолувам Министерството за внатрешни работи да отвори таа книгата таму кај што се регистрирани лицата кои поседуваат и носат оружје, затоа што овде не припаѓа на никој друг да ја врши контролата. Контролата се врши од страна на Министерството за внатрешни работи. Затоа тука нека не се дистанцираат од МВР, тие треба потхитно да преземат мерки за тие што немаат дозволи или што го злоупотребуваат оружјето. И благодарам многу. Благодарам многу и вам. И сега кој повторно ќе ве навратиме наназад, поточно датумот е 15 ноември минатата година. На сајтот на Министерството за внатрешни работи, односно mvr.gov.mk, министерот Тошковски и Андоновски промовира алатка за онлайн аплицирање за дозвола за оружје преку националниот портал услуги.gov.mk. Инаку, еве, министерот тогаш потенцираше дека во минатиот период по огромен број на представки и поплаки на граѓани, Комисијата за ревизија на Министерството за внатрешни работи утврдила дека изминатите години селективно и незаконски биле издавани дозволи за поседување оружје на лица кои не ги исполнувале условите, со што е отворена истрага која резултира со 15 откази на високи полициски функционери и ќе продолжи со кривично правна постапка. Значи, подсетуваме, ова е објавено на 15 ноември минатата 2024 година. А во овој момент, односно во денешно издание на Црвена линија, ве прашуваме дали лесната достапност до оружје е главна причина за трагичните настани или можеби тоа е и една комбинација од други фактори според вас. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Се слушаме, Тина? Да, повелете. Видите вака една работа. Па начинот на добивање сега е многу полесен него во претходните изминати 20 или 30 години. Да земеме да го испитаме човекот кој е, зашто е, како и ред други работи. Со кого се дружи, како се дружи. Тоа ние го немаме. Имаме порано посебни служби за тоа кои го се следат. Оштеде година-две, поднесо барање година-две уште не добива. Кај нас сега го нема. И видите вака, ја го пријавувам, например, комшијата има оружје, а истиот прави други несакани дејанија. И сега киде во полициска станица кој ме пријавил. То пријавителот треба да биде заштитен со закон. За да ние немаме повеќе ни смртни последици или други работи. Или ако шете реонскиот полицаец и дознае преку комшија, а комшијата мој се кара со сестра му за имот из ова, и ќе провери дека има оружје,
со налог ќе влезе, ќе му го земе оружјето и нема вакви работи да се случуваат. Порано, така се работеше тие. Сега ги немаме тие златни правила, испуштени од рака. Или ако имаме оружје од 2001, што не се сокрени ова, нека ги земат, нека ги проверат. Ако исправно може, ако не, дај му го трофеј, наплатимо го и пријатно се здрави. Ако е толку љубител му е убаво да го има, како трофеј нека го чува, ама треба да го платиш. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Одиме на Facebook, пристигаат коментари и продолжете да пишувате, односно активно да учествувате во денешното издание на Црвена линија. Ке продолжиме со коментарот на Атанас Коцев. Напиша: подобро да го имаш, мисли на оружјето, а да не ти треба, отколку да го немаш, а да ти треба. А Александар напишал: лесна достапност до умот. Ние продолжуваме со вас во живо. Дали лесната достапност до оружје и главна причина за трагичните настани или гледате причина и во други фактори? Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Екипа. Повелете. Вака, колку што се криви тие што имаат оружје, толку се криви тие старите што порано не ги делеле како што треба луѓето делби да има, а не да се расправиат и со оружје да се има. Тоа е толку едноставно. Трап, толку на тебе, толку на тебе. А не сега се на него, а на другиот ништо. И дојде до таа кавга, до тие расправи, до оружје. Толку имам. Ви благодарам и пријатно. Благодарам, исклучително куси од предвиденото, но сосема јасни. Останете и продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па за набавка на оружје постои процедура. Постоеше. Јас не знам таа процедура дали е стриктна како што беше или е нешто олабавено, меѓутоа порано беше навистина се испитуваше личноста. Се прашуваа комшите, така, каква е личноста што треба, што има подавено документи за оружје. Меѓутоа и се добиваше или се одбиваше. Тука е, значи имаше две варијанти. Сега, до оружје може многу лесно да се добие, да се дојде, бидејќи има доста оружје од војните, од што ги имавме тука. А тоа дека дали што се крсти во црквата, па што беше на војна во Босна? Па тоа беше верска војна. Меѓу трите вери, католичката, православната и... какви мерки треба да превземе државата и за да нема лесна достапност до оружјето и особено нелегално оружје во домовите? Деца, пубертетли, кои што не може да се контролират. Значи, а ова што се случи во Прилеп, ова веќе е работа за психијатри. Тие треба да го кажат зборо, а не да го каже некој друг. Значи, научно треба да се испита колку таа личност била урачунлива во... Така, благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Па, сега е многу лесно до оружје. Од кај да сакат од таму ќе набават, дали од Косово, дали од Битпазар, дали од препродавачи. Проблем нема. А за време на Југославија, ако сакаш оружје да чуваш, прво те гледат од каква фамилија си, дали си подобен во општината, зошто ти треба. Значи, па имаше полицајци, тој патрола, па они гледаат кој како шо. Можда и тогаш не беше баш толку адекватно, ама ипак беше малку по-друго од сега. Сега е се раскалашеност. Кој сака може да добие оружје, посебно тука што беше и по Дали Ахмети војната направена. Си остана дома оружје. Така да тешко е сега да му го одземеш тоа оружје. Некој илегално што го има, станал пијаница, па ќе го земе оружјето и ќе направи беля.
Значи, треба да се пратат и тие што имат дозвола и тие што немат, па тешко е кај нив да го откриеш. Ќе треба да му влезеш дома, па да, не знам, многу е тешко. Иначе има доста на диво оружје, посебно западниот дел таму, преку човек има тие, тоа му е. Така, благодарам многу за вклучувањето. Напомена, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Повторно на Facebook пристигаат коментари. Драго ми, продолжете да учествувате во оваа црвена линија. Даница Богоевска напиша: Добар ден. Добар ден, госпоѓа Даница. Убиства не се случуваат само со огнено оружје. Има и убиства со ладно оружје или со некој тежок предмет. Тие што поседуваат легално оружје, морално е да има сеф каде ќе го чува. Пријатна вечер, добро. Благодарам многу колку за потсетување. Денес Црвена линија прашува дали лесната достапност до оружје е главната причина за ваквите трагични настани или согледувате и други фактори кои што допринесуваат до ова. Според вас секако и постојат ли мерки и начини, кои мерки всушност треба да ги превземе државата за намалување на оружјето во цивилни раце? Дали е тоа едукација, ригорозни казни или откупи, награди за предадено нелегално оружје? Добар ден. Ден. Повелете, во Црвена линија сте. Јас сум и имам ловџија сум јас. Добро. Ме слушате? Да, внимателно, продолжете. 55 години. Кога поднесував барање, на многу фин начин законски добив одобрение за оружје. Кога купив, го пријавив. До денеска не сум направил никаков прекршок. Тие што се ловџиите, никогаш прекршоци не прават. Ова од 90 навака, насекаде во пазарот може да се купи оружје било како. И митрорлец може да купат. Партиите тоа го направија. И затоа доаѓа до вакви работи. До денеска немаме никако, ние ловџиите сме биле територијална одбрана. Сме помагале на државата, кога требало да биде, да се викне за пожар, поплава, земјотрес, било што, ние сме помагале. 2000 ловџи бевме во Велес, тогаш беше Тито Велес. Сега од 90 година стана Кркамбар се живо и диво. Секој оружје добива, само проверете, еве сега ви кажувам, во полиција кои работат, сите кои човек зградил, украл нешто, дрога продава, препродава, сади и така натака. Затоа доаѓа до вакви работи. Да знаете, тоа е најчесното. Јас сум 78 години. Големо благодарам за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија и сега го продолжете да не следите и понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ве слушаме. Да. Јас сега да сум држава, оружјето ќе го соберам до едно зрно. Јас се сеќам Солана и тој Пердју од американецот и Леотар французот, што ни направија Рамковен и покрај другото реко да се собери оружјето. Го собра оружјето од Прва светска војна. Пушки без затварачи, без вушици, без ова, без она, така. Скапано оружје го собра, кобајаѓи го збира. А ги остаја калашникови, не знам, автоматски пушки, бомби. Повеќе оружје има меѓу луѓето, отколку што има војската и полицијата. То не го знаат. Повеќе оружје има во населението. Има цели племни магазини со оружјето. Го знаат и тоа не го знаат. Да се направи на детекција. Имаме дронови, со дрон детектор да пуштат, све ќе лоцират кај има оружје што има. И се да откријат, и се да се одземи. И да се казнат тие што склади.
Благодарам за учеството. И пред да преминеме на рекламите, да прочитаме и коментариве, како што се на господинот Даниел Аврамов. Да, една од главните причини за случаите со смртни последици во Македонија има огромен број нелегално оружје, кое треба да се собере за да не ни се случуваат веќе вакви трагични настани. Решението е голема акција за собирање на нелегалното оружје во целата држава по примерот на Србија. Поздрав исто, благодарам, Даре Јанчевски напиша. Јас не знам зошто, ама се што се случува е ненормално време. Треба да има закон и строго, а не кој што сака сега да прави. Жалосно за прилеп сочувство и за Македонија, ова е непребол. Време да ги погледнеме рекламите, а потоа следуваат резултатите од анкетата. Во овој дел од Црвена линија по рекламите да ви ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета на Црвена линија. На прашањето каква мерка треба да превземе државата за намалување на оружјето, под А едукација одговорија 20%, под Б ригорозни казни 60% и откуп и награди за предадено оружје 20%. Не заборавајте да кликате на telma.com.mk за да се информирате, а сега кој останете со Телма, следува да се кажеме со Горан Петрески.